Почитувана македонска јавност, во ова собрание се доведовме да не можеме да добиеме збор дали од председателот на собранието или од председателот на Комисијата за европски прашања. Се доведовме во ситуација да не можеме да добиеме збор и да го кажеме тоа што сакаме да го кажеме или да дебатираме за тоа што треба да дебатираме. Однесувањето на председателот на ова комисија се повикувам на член 91, да кажам, на почеток се повикувам на член 91, што се однесува на одржување на редот на седницата, за кое што се грижи председателот на собранието, и очигледно дека за тој ред, односно не се грижи председателот, односно председателот на ова комисија се грижи само како да направи неред со работата на ова комисија и така во хаос и во неред, како што водат државата во изминативе 5 години, така да го водат и ова собрание, и сведоци сме на тој неред во собраниево, дали на пленарна седница, дали на седници на комисии. Ова собрание е хаотично и во неред и со кршење на деловникот за работа на ова собрание, со кршење на уставот и со кршење на сите процедури што се воспоставени во ова собрание. Тоа се случува во изминативе 5 години од страна на оваа власт. Председателот на оваа комисија бара од нас како пратеници да сме парламентарни, меѓутоа за да сме ние парламентарни, председателе, треба да сте и вие парламентарни, и тоа треба да произлегува од вас како председател, и ве молам да внимавате што зборувам, бидејќи ви се обраќам вас. Треба да сте вие прво парламентарни, за да барате од нас понатака и ние да сме парламентарни и да се однесуваме парламентарно. Вие сте председател на комисијата и од вас произлегува тоа. На вашата акција и на вашето кршење на деловник следува нашата реакција, и тука да сте да сте секогаш свесни дека тоа се случува и секогаш ќе реагираме на насилничкото кршење на деловникот на ова собрание, и од тоа нема да избегате. Вие ја водите Комисијата за европски прашања, една од најважните комисии во кои што треба да го покажеме како општество и како држава, да и покажеме нашите европски вредности, да покажеме нашата спремност за членство во Европската Унија. Ова што се случува во оваа комисија, верувајте, го следат тие што треба да го следат и што треба да не оценуваат колку сме ние спремни за да пристапиме во Европската Унија и колку сме ние спремни да добиеме тој многу посакуван датум за почеток на преговорите, кој патем го имаме добиено од 3, 4, 5 пати, веќе не се сеќавам колку пати сме добиле ние датум за почеток на преговори, но тој датум никако да дојде. Затоа што треба прво да се однесувате европски, да ги почитувате европските вредности, да работите согласно тие европски вредности, а понатака да барате да се зачлениме ние во Европската Унија или да добиеме датум за почеток на преговорите. Очигледно е дека ваш ментор е Талат Џафери и вие продолжувате само да ги практикувате неговото однесување и да го емитирате во неговите постапки и да ни го ограничувате времето за зборување, токму како што сега го правите тоа. Деловникот кажува дека јас можам да зборувам, јас сум избран од народот и ќе зборувам за тоа, така да деловникот ги важи и за вас и треба да го почитувате, и ќе ве молам да ме дослушате, ќе бидам краток, така да ве молам да ме дослушате во моето излагање. И не мора да го следите и да го емитирате работењето на председателот на собранието, очигледно вие од таму црпите искуство како треба да постапувате со пратениците и како треба да се однесуват. Ќе ве замолам да ме дослушате. Ќе ја завршам мислата, имам уште неколку поенти, па ќе ја завршам мислата, ќе ме дослушате. Господине Аџиевски, наистина сакам да бидеме коректни.
3 минути е предвидено. Во рамки на тие 3 минути не треба... знам каде ги гледате тие 3 минути, меѓутоа не е 3 минути, став 3. Како и сите пратеници, така и јас барам да завршам со моето излагање и ве молам да не ме прекинувате. Што повеќе ме прекинувате, то повеќе ќе се минутите, така да оставете да дозавршам со моето обраќање, па ќе дојдам до мојот предлог. Понатака сакам согласно член 120 став 5 да иницирам свикување на итна седница на оваа комисија, во која што ни ќе разгледаме согласно начелата за функционирање на работа на оваа комисија за европски прашања. Таму е предвидено дека со одлуката за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Македонија се уредени надлежностите на работните тела, меѓу кои е и Комисијата за европски прашања. Оваа комисија има повеќе точки кои што се нејзина надлежност. Ние досега, ево јас од кога сум пратеник скоро 2 години, до сега ниту една од овие точки што се како надлежност на оваа комисија, ние ниту по една од овие точки немаме дискутирано и немаме разговарано. Во тие точки стојат многу работи кои што се поврзани со нашата интеграција на Република Македонија во Европската Унија и она што е надлежност на оваа комисија, а не да носиме закони кои што немаат никаква врска со Европската Унија, туку закони кои што се важни за владиното мнозинство, да се протуркаат тука шверцерски, за да се злоупотреби Европската Унија, да се злоупотреби Комисијата за европски прашања, најверојатно по некоја насока од не знам од каде, може би од Москва или од Чеченија, затоа што само нив им одговара да Република Македонија е заглавена на патот кон Европската Унија и да не можеме да станеме членка на Европската Унија. Само нив им одговара такво нешто, така да не сакам да навлегувам понатака во тоа, оставам на вас. За процедурално Миле Левко. Не можете да си продолжите. Се извинувам. На повеќе наврати најавив дека завршете ја мислот. Повелете, како и да е, или од таму, или од вамо, исклучени сте. Да. Па во рамки на 3 минути. Не ускратувам ниту едно право. Нема да дозволам. Навистина нема да дозволам. Не може да дозволам циркус да стане од оваа комисија, бидејќи не сакате да го почитувате деловникот. Не го почитувате. Членот 88 став 3 е јас. Не. Ви благодарам. Миле Левков за процедурал. Не може, господин Аджиевски. Не европски стил е почитување на деловникот. 3-4 пати ви реков да преминеме на предлогот. На најкоректен начин. Не. Пауза од 1 сат. Почитувани колеги, продолжуваме со работа. Господин Аджиевски, процедурално. Господин Аджиевски, во рамки на времето да го формулирате предлогот во рамки на процедуралната интервенција. Повелите. Благодарам за дадената можност да продолжам со моето процедурално обраќање, затоа што треба да тука се натегаме дали имаме право или немаме право да се обратиме процедурално. Јас првично почнав да зборувам од место затоа што сакав да ве гледам како председател додека зборувам, за да не се повторува праксата како на колегите да им зборувате од зад грб, бидејќи зборување од зад грб е лоша особина и затоа зборував од место.
Се надевам дека нема да ми зборувате од зад грб и нема да ме прекинувате во моето процедурално и во тоа што сакам да го кажам во моето процедурално обраќање и во предлогот што сакам да го дадам согласно член 120 став 5 за свикување на итна седница на оваа комисија, бидејќи, како што кажав, тоа спаѓа во надлежностите на оваа комисија и во делокругот на работата на оваа комисија, а тоа се точки поврзани со интеграцијата на Република Македонија во Европската Унија, па помеѓу точките кои што се наведени во надлежностите на оваа комисија, на ова работно тело на Комисијата за европски прашања, помеѓу другите кои се однесуваат за следење на работата на владата и органите на државната управа во врска со приемот на Република Македонија, разгледува други прашања во врска со европската интеграција. Тука има и една точка која што гласи дека оваа комисија или на оваа комисија редовно се врши информирање на собранието за сите прашања сврзани со европската интеграција, вклучително и преку собирање информации, литература и други документи поврзани со Европската Унија. Затоа тука ќе го дадам овој предлог во склоп на овие надлежности на комисијата. Барам или давам предлог да во работата на Комисијата за европски прашање свикаме вонредна седница на која што ќе го повикаме преседателот на Република Македонија, господинот Стево Пендаровски, да дојде и да ги образложи, односно да го образложи неговиот став или неговата изјава што ја даде во интервјуто за Euronews на 26.5, во кое што тој проценува дека шансите за почеток на преговори на Република Македонија со Европската Унија после 17 години кандидатски статус дека ни се помали од 50%. Дека Бугарија ја имитира на Грција, дека нивните барања се поконтроверзни од грчките барања, да дојде и да ни каже кои се тие барања и зошто шансите на Република Македонија се под 50% или и зошто евроинтеграциите на Македонија се илузија, како што самиот кажа, дека евроинтеграцијскиот пат на Република Македонија станал илузија. Да дојде да ни каже зошто се доведовме до таа ситуација после 5 години власт на оваа влада, да евроинтеграцијскиот процес за Република Македонија или почетокот на преговорите да стане илузија. Ние во овие 5 години толку многу изгубивме, сменивме име, сменивме многу работи за да стигнеме до таму каде што рековте дека со менување на име дека ќе стигнеме до Европската Унија, но после 5 години гледаме дека од сето тоа нема ништо. Немаме ниту име, немаме ниту преговори со Европската Унија. На овие прашања мислам дека треба да се одговори, треба да дојде тука председателот и да ни објасни на сите тука зошто дојдовме до илузија. Нашиот интегративен пат до Европската Унија да стане илузија. Затоа некој треба да одговори барем на тие прашања, треба да ја запознае македонската јавност зошто е тоа така. Некој треба да сноси одговорност за сето ова што се случува во овие 5 години, а ние стоиме во место. Не сме помрнати ниту еден чекор во пат кон Европската Унија, кој сите ние толку многу го посакуваме. Но очигледно дека за да стигнеме ние до Европската Унија, прво треба да се европеизираме тука внатре помеѓу нас, да се европеизираме во собранието, да се европеизираме во комисиите, во нашата работа, значи во тие што ги водат и пленарните седници и комисијските седници и ние сите како пратеници, представници на
на народот, сите да се европеизираме, да го европеизираме нашето општество, потоа да го добиеме тој датум, затоа што очигледно дека со вакви вредности што шири владата и ова парламентарно мнозинство, ние сме далеку од европски вредности и далеку сме од остварување на европскиот сон на Република Македонија. Ви благодарам. Значи, предлогот беше да се свика седница на која што ќе се повика председателот на Република Македонија, господинот Стево Пендаровски, за да не запознае со интегративниот процес на Република Македонија и во врска со неговата изјава дека процесот за Република Македонија за интеграција во Европската Унија е илузија и дека шансите ни се под 50%, а тоа ни е дел од делокругот на работата на оваа комисија. Добро. Да се свика седница на која што ќе се повика председателот на Република Македонија, господинот Стево Пендаровски, за да не запознае со интегративниот процес на Република Македонија и во врска со неговата изјава дека процесот за Република Македонија за интеграција во Европската Унија е илузија и дека шансите ни се под 50%, а тоа ни е дел од делокругот на работата на оваа комисија.